Променливото време го зголеми бројот на пациенти во службата за брза помош во Тетово. Најчесто во службата за помош се обраќаат пациенти со хронични заболувања, но со здравствени потешкоти и во брза помош доаѓаат и пациенти од сите возрастни групи, појаснува началникот доктор Гзим Нуредини. Ваквите временски промени или поготово овој месец, значи ние имаме зголемен број на пациенти, поготово као дежурна служба што сме, амбулантски пациенти што ни доаѓаат, претежно после пладне и преку вечерните часови, но има и зголемен број на пациенти каде што ги посетуваме дома како третирани како хитни случаеви. Бројот, природата на болеста или пациентите кои што барат нашата помош се пациентите кои што се хронични болесници, кои што имаат кардиоваскуларни проблеми, пациенти со шеќерна болест, пациенти со висок крвен притисок и пациенти со плучни болести хронични. Меѓу нив има и пациенти, и млади кои што поради неадекватно консумирање на препорачлива концентрација, да речеме, течности, дали колабират и од други причини, се приморани да се јавуваат кај нас. Што се однесува, до природата на болести као класификација кои се јавуваат повише кај нас, во прв ред се пациенти што се појавуваат као хронични пациенти, со висок притисок. Кај нив, има скоро секој четврти е со висок притисок. Има пациенти кои што се јавуваат као главоболка поради временските вакви прилики, топло време што не внимаваат на временските прилики, на сонце, па заштитни мерки што треба да се преземат и така да тие се појавуваат повише кај нас. Друго што се однесува на млади, исто така се појавуваат голем број на пациенти, отприлика од 18 до 35 години, има со главоболки, со повраќање, има и со проливи или гастроинтестинални потешкоти, би рекол. Сега нормално имаме и во тек на месецот, е постот, така да голем број на граѓани кои што постат имаат нормално, поради постот имаат и нормално проблеми, као главоболка, мучнина и така натаму. И хроничните кои што постат, нормално дека ќе имаат проблеми со болеста што ја имаат. Па децата, е еден помал број на пациенти, али имаме и такви пациенти. Повише, кај нив е дали се уште се со грлоболки, главоболки, некои повраќање, покачена температура, фебрилност. Тоа не е некој алармантен број, али има и деца, да. Лекарите со препораки до граѓаните како да се однесуваат во текот на летните месеци за да го зачуваат здравјето. Па сега препораките би биле, сите овие пациенти кои што се хронични треба своите лекарства да ги земат во адекватно време, како им е препорачено матичниот лекар и да внимаваат на исхрана, на диета. Друга категорија на луѓе што немат тешкоти, немат хронични болести, треба да внимаваат на исхрана, да консумираат што повише течности, полесна храна, не многу концентрирана, помалку сладки и помалку масна храна, попосна храна, додека друга категорија на луѓе некои што се изложени на сонце, да имаат адекватна облека, да ги заштитат отворените делови, као капа, очила, некои што се побазени, исто така имаме и пациенти со изгореници, да внимаваат со какви кремови користат, да не бидат со мал број, него со поголем број. Тие што се внатре, ако има и хронични што седат и внатре, и тие се јавуваат, нормално треба просторијата да е малку позатемнета, да нема многу
или по можност некои вентилатори, ако не и клима. Тоа би било уште подобро. Во текот на 12 часа во службата за брза помош во Тетово се регистрираат над 140 амбулантски прегледи, додека за едно деноночие службата бележи до 30 на телефонски повици на граѓани кои бараат лекарска помош.